Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Режија, ве молам за еден краток блок на реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Жестока политичка недела почнува во Македонија. Вчера и завчера се случуваат огромни промени на политичката сцена. Една партија излегува, други две една влегува, две излегуваат. Излегува Алтернатива и Демократскиот сојуз на Павле Трајанов. Вчера се деси своевиден потрес поради сето тоа, но во исто време нели на владата и се приклучи алијанса на албанците. Утро го имаме пратеникот од ВМРО ДПМН, Бране Петрушевски. Бране, како ги гледаш овие рокади? Па, она ќе се послужам со зборовите на Ахмети како до сега. Мислам дека ништо драстично нема да се смени. Суштината на двоецот УСДС беше да го зголемат собраниското мнозинство, да се обезбедат комодитет во носењето на закони, меѓутоа очигледно пресметката не им излегла дома, она пресметка дома не им излезе на пазар, затоа што алтернатива со 3 пратеници, Павле Трајанов е еден пратеник, тоа се веќе 4, најава има и од Огнените, кои што се најмалку тројца, што веќе 7 пратеници не ја подржуваат веќе оваа влада, што значи дека има и најави за уште некои, ќе видиме дали ќе се охребрат и дали ќе одделат пред се на притисокот од власта да излезат од владата, што значи дека од аспект на она што нив им е битно, тоа се бројките, мислам дека нема да има никаква суштинска промена. Петрушевски, вие вчера како политичка партија испративте соопштение дека Апасиев и направил кворум на владата. За каков кворум станува збор? Вака, вчера пред седницата која што е за разрешување и именување на министри и заменици министри, односно реконструкција на владата, имаше други седници на кои што требаше власта да донесе одредени закони и законски решенија. Она што беше политички логично во тој момент, знаејќи дека пред се ние како опозиција, меѓутоа во тој момент ниту власта не знаеше со колков број на пратеници располага, беше принципиелно ние да не влеземе, да ги оставиме нив на чисто и да видиме кои се пратеници кои што ќе влезат и ќе направат кворум и ќе гласаат нормално за владата. За нас изненадувачки, например, не влезе Павле Трајанов,
кој што во тој момент ние не го знаевме неговиот став. Да, се Вечерта уште и- немаше одржано таква Апсолутно пресконференција. вечерот излезе вчера, тогаш во тој момент барем не ја видовме ниту Маја Моначанин од дом во салата, не знам од кои причини. Значи имаше само 60 пратеници од СДСМ. Така, 60 пратеници од СДСМ и за наше изненадување влегоа 20 пратеници на Овие Левица, патриоти. Крмов и Апасиев. Сега, Така. 20 пратеници од Левица. Кој закон го поддржаа? Кој е законот? Зашто е тој закон? Затоа што велите тоа е закон пред овој за гласање на владата, зашто е тој закон? Многу е битно за јавноста пред се да знае дека кворум, односно присуство на 61 пратеник во салата, без разлика на исходот на гласањето, е битен за да отпочне седницата. Првото гласање беше за законот за вработување на лица со инвалидитет и ако имавме реакција ние и дури за именувањето на тој закон затоа што не е по европските стандарди, треба да го смениме зборот инвалидитет, меѓутоа тоа е веќе друга прича. Законот се однесува на кратење на одредени права и финансиски надоместоци на лицата со попреченост при вработување во... Чекај. Сакате да ми кажете дека Левица обезбедила да им се скратат правата на лицата со инвалидитет кога некој вработува, нели? Се уште има таква помош, доколку ние вработиме лице со инвалидитет овде во фирмата, ќе ни даде државата помош. И Левица го укинала тоа за лицата со инвалидитет да седат дома. Така, значи, Левица гласаше против, меѓутоа имаше 60 гласови за и 20 против од Левица, се направи кворумот, или минимум 61. Без нив немаше да помине овој закон. Без нив немаше да помине овој закон, барем во тој момент. Може би, видите, таму пазарот трае и цел ден, може би ќе испазаре уште некој пратеник во текот на денот, меѓутоа, зборуваме како се фактите, во тој момент присуството на Левица обезбеди кворум за глаконот за... ВМРО ДПМН испраќа соопштение каде што вели Левица и обезбеди кворум на власта до сите медиуми. 7, 8, 10, 12 медиуми го пренесуваат тоа соопштение, меѓу кои и нашиот медиум, Радио Лидер, сепак ВМРО ДПМН е мејнстрим опозицијска партија, најголема партија, според многумина најголема партија во земјава и ние ги пренесуваме тие соопштенија. Откако го пренесовме соопштението, дословно, од збор до збор, како што ги пренесуваме сите соопштенија, вклучително и тие на СДСМ, на ДУИ, на Алијанса на албанците, на Демократски сојуз, на Либерално-демократската партија или на било која нормална и разумна партија во нашата земја. Откако го направивме тоа, Димитар Апасиев напиша дека јас, Лјупчо Златев, што не сум го не видел тој текст, сум бил со зборовите што сега ако ги кажам, ќе бидам казнет од Агенцијата за медиуми, една серија на навреди, омаловажувања, физички изглед, обвинувања за некакви унгарски пари, ако тука нема никогаш ниту влегла, ниту веројатно ќе влезе баш поради овие муабети било какви пари од инвеститор од Унгарија, нели, немаме врска со Унгарија никаква. Ги изнесе сите овие тврдења на социјалната мрежа, не знам дали ги прочитавте. За жал, да. Ова поради соопштение на ВМРО ДПМН, што пренесов соопштение од вашата политичка партија, мислам. За жал, да го видов тој статус на Апасиев. Прво мора да коментирам една работа што генерално во политичкиот дискурс во Македонија нивото на и културата на изразување очигледно паѓа се подолу и подолу. Меѓутоа, оно што за мене лично барем е премногу разочарувачки кога тоа доаѓа од универзитетски професор, затоа што сепак според мене титулата универзитетски професор носи и своевидни одговорности и пред се морални и етички вредности кои што мора да ги промовира во општеството. Јас дури се потрудив и најдов кодекс етички на однесување на универзитетот Гоце Делчев од Штип, каде што Апасиев е професор, каде што се наведува дека тој кодекс мора да се почитува покрај внатре или во институцијата, во универзитетот и надвор од работното време од универзитетот и во јавните истапувања и други околности, така што суштината е дека тој прекршува еден етички кодекс од институцијата каде што и работи. Дополнително и собранието има етички кодекс,
каде што изрично се забранува вулгарности и навредување по било каква основа на било која личност, и мислам дека тоа е само уште еден доказ дека е вистина тоа што го направија. Јас се сомневам и на некои, се сомневам, не можам да докажам на одредено можеби договарање со власта за одреден дефокус од денот, затоа што за власта, барем од пиаровски гледан аспект за нив, тоа беше изгубен ден. Не беа сигурни колку Апасиев се обиде да им го спаси. И Апасиев со еден таков дефокус, затоа што покрај присуството на тој закон, после тоа следеше возвратно, возвраќање од страна на СДС. Да, имало некаков предлог закон на Апасиев, кој вие не сте го поддржале како ВМРО ДПМН, ве обвини поради тоа, плюкајки по мене, не гледам каква врска имаме ние како радио со тој закон, но зашто е тој неговиот закон кој вие не го поддржавте, а СДСМ го поддржа? Да, со помош на СДСМ и власта се изгласа скратена постапка на тој закон, значи не е уште стапена сила, меѓутоа сепак поддршката од СДСМ дојде за левица. Ние не ни бевме внатре во столата, затоа што, како што претходно изјавив, не ги оставивме сами. Меѓутоа и тука има еден сериозен проблем. Зачудувачки за еден универзитетски професор по право, со оглед дека не сум правник, вчера вечерта се консултира со сериозни правници, посебено во казнената материја на правото, и сите беа зачудени како е можно еден универзитетски професор по право да поднесе еден таков закон. Зашто се работи? Повлечен или побуден од популизмот, дека одредени кривични дела во Република Македонија застаруваат, што е факт. Меѓутоа, вината тука треба да се бара во нереформираното и коруптивно судство и видителство. Апсолутно. Во което е лидерот преку на СЈО работеше, апсолутно. Да. Беше дел на таа точно како советник. И таму требаше да биде фокусот на реформирање на таа судство, за да имаме брза и ефикасна судска постапка. И што е измената на законот? Тој предлага застарувањето на кривичните дела и застарување на извршувањето на кривичните дела да се зголеми. Значи, ако било, не знам, 5 години да биде 10 години, ако е 10 години да биде 20 години, всушност да се дуплира тоа извршување на кривични дела, и тоа е во ред. Да, јас се согласувам правно до моментот на уставот, кој што вели дека закон важи од моментот настапување на сила на тој закон. Сакате да ми кажете дека сака да изгласа ретроактивен закон? Така е, во членот 8 од тој закон што тој го предлага, се наведува дека во кривичните постапки кои се уште не се правосилно завршени, значи кои што се во тек, кои што се судат, условно кажано, застарените рокови ќе се пресметуваат по овој закон. Тоа е невозможно, затоа што тоа е ретроактивно дејство на закон. Апсолутно. Нешто што е забрането во секоја демократија на планетава Земја. Се знае како е. Законот важи од моментот кога е стапен во сила, па натаму не може да важи наназад, затоа што поведението кое вие сте го имале во однос на претходниот закон, односно точно, и тоа е изрично наведено во Уставот, во член 52 став 4 од Уставот, каде што се вели дека законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок во случај кога тоа е поповолно за граѓаните. Ова можеше да важи, хипотетички зборам, доколку се кратеше рокот за старост. Никако до кога се зголемува. Петрушевски, навистина сум изненаден. И се очекува од мене, нели, после она булумента од омраза која вчера ја изнесе левица, по која добивав и заканувачки пораки, ножови, пиштоли ми праќаа нивните активисти во инбокс, ми се заканува и така натаму. Немам никаков проблем со тоа. Мене многу поопасни луѓе ми се заканували, луѓе со многу поголема мок, многу поголема сила и многу поголема снага од Димитар Апасиев и неговиот говор на омраза. Вчера ме поддржа мојата матична организација ЗНМ. Огромна благодарност до колегите до ЗНМ, огромна благодарност до Европската асоциација на новинари, која, како што сум информиран, веќе креира еден меѓународен случај против однесувањето на Апасиев, затоа што ова е веќе во серија. Значи, предходно беше колешката Мери Јордановска, која и се закани со убиство, дека ќе ја стрефел удар,
тука беа бројни други колеги кои овој, нели, така наречен универзитетски професор им се однесуваше вака или онака, за тоа колку е, почитувани слушатели, Димитар Апасиев универзитетски професор и колку е писмен, говори овој предлог закон кој го дал. Нема да одговорам, нема да се спуштам на негово ниво, нема да го навредувам, само ќе кажам една работа. Оваа земја имала многу тирани, оваа земја многумина се пробале, нели, да ја стават под чизма. На голем дел од нив Димитар Апасиев им помогнал. СДСМ никогаш немаше да дојде на власт, да не беше шарената револуција во која учествуваше Димитар Апасиев. Никогаш немаше да се смени името, доколку не беа оние политички процеси кои ги водеше специјалното јавно обвинителство во кое работеше Димитар Апасиев. Бројот на македонци во Македонија ќе беше многу поголем, доколку Димитар Апасиев и левица не повикуваа на бојкот на пописот. Да продолжам? Нема потреба. Сами може да го видите лицемерието и сами може да ја видите омразата која извира од таму. Но не е ни прв, не е ни последен пат. Пак ќе кажам, доколку некој има фрустрации, може да си ги лечи дома. Јавниот простор, јавниот живот е за луѓе кои се научени цивилизирано да дискутираат. Димитар Апасиев лаже, Димитар Апасиев манипулира. Димитар Апасиев, затоа што е во одредени коалиции со некои луѓе на кои јас им пречам, затоа што директно него нема зашто би му пречел, директно во ниту еден момент ние го немаме него нападнато, се додека тој нас не нападна. Ке го оставиме да тоне во својата омраза, во својата некултура, во својата примитивност. И ке го поздравиме сега со една песна која има една интересна приказна позади оваа песна. Ова е песна од еден момент кога студентите се бореа против таквите како него, но да биде уште поинтересно, му ја пуштив еднаш на неговиот опонент Крмов, на неговиот соборец, извинувам, Крмов, а на Крмов дури му се допадна, да бидам искрен, беше тука во студио без да знае дека во таа песна се зборува за таквите како нив. Regioni ungheresi, parata dove un moschetto supporta la piazza d'aspetto, nascosta tra i libri di scuola, anch'io porterò una pistola. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Bas, studenti, docenti, operai, il sole non sorge più atrás.
те фати црвено светло? Честитки! Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Ивица, вчера ти ме инспирираше да ја кажам реченицата The Oracle has spoken, кога Павле Трајанов одлучи да ја напушти владата. Човекот е своевиден пророк. Но да бидеме искрени, јас за прв пат приметив дека Демократски сојуз кај да ќе ја напушти владата, кога ти и заменик министерот од нивната партија Зоран Димитровски Жоро застапувавте исти позиции на Канал 5. Не застапувавме исти позиции, има разлика во позициите. Он е малку порадикален од тебе. Знаеш дека еве кога сакаме да ги анализираме работите, сакаме да ги седа ставаме некој контекст кој што е политички. Еве да речем идеолошки. Типа некојаш се шегуваш на таа тема, но така барем делом. Ја спомнам Левица сега и тоа отиде цела емисија до сега таму. За ни сме збореле, еве дека лутаат уште и ќе стигнат некаде. Овакво. Јас сум сигурен дека ќе потрае ова, затоа што нормално е нова партија да си прави свое. Но Демократскиот сојуз, ако треба да го дефинирам некако, би го дефинирал, сега не знам дали ќе зови со мене, како некоја национална конзервативна партија. Ја би го дефинирал како национално прагматична партија. Не, сега остави сега шеги. Остави сега шеги. Значи, они се национал конзервативци по мене, ако ги гледаме така. Може би во некои социјални политики да се дури би така за поголема еднаквост, но генерално се такви. И се одамна нив не им е место во оваа влада од првиот ден по мене. Сега не знам Бране дали ќе се согласи. Не знам како изгледа ни гласање во собрание. Додуше дебативе кои го слушаме често кога го слушаме Павле Трајанов. Овакво чудно ни е дека е дел од парламентарното мнозинство. Не од сега од 2017. За волја на вистината, да, и имал он доста вака говори во собрание со кои што не се согласувал со политиките, тоа е точно, меѓутоа изостануваше некаква завршница, некаков потек од тоа. Се спомнавме Дом, тие спомна пред малце и Дом, иако сакаат да нели зелената агенда кројат и ке нив има една национална црта почната од основањето и па натака. Така што и нив како да им е тесно во коалиција, барем така ми дело реко некомпатибилни. Ја извини што ќе ти упадам. Ова е токму провокација за тебе, да. Во делот на националното што го пронаоѓаш во овие партии, можеби тоа не може да се компарира со други држави или генерално со дефиниции на политичкиот спектар, затоа што ние имаме власт која што погази по сите национални основи и нормално разумна политичка партија да реагира на една таква. Генерално, извини Бране, во Македонија е апсурдно да зборуваме за идеологии кога СДСМ, која е социјалдемократска партија, гласа
закон за да им се како се вика на Кратат лице, права. кратат права на лица со попреченост. Не, ама за мене тоа очекувано Лјупчо, знаеш зашто? Затоа што СДСМ само во називот има социјалдемократска партија. Меѓутоа, тоа е партија на поранешната номенклатура, тоа е партија на елитата, тоа е партија која ќе видиш како гласаат за економски теми и за теми од социјалата, тие се десничарска партија код Маргарет Тачер. Затоа што секоја приватизација во Македонија, за жал, оди на нивно конто, не оди на наше конто, како народ. И Така сега што еве, мене ми е таа логична црта од која покрај постои, да. и покрај цела оваа булумента од навреди, од како да кажам, од повикување на омраза и насилство кон мене и све, очекувам и објаснување од левица зошто дале кворум за овој Добро, закон. гласале против се, ај се. Ама сепак овозможиле гласање, Добро, знаеш. гласале против. Значи види, самото очекувам тука- објаснување. Ова емисија е демократска и токму заради тоа еве ја ќе се надоврзам на ова. Точно се согласувам. Не му личи на Димитар Апасиев по три основи оној вчерашен статус против тебе. Прво, затоа што е универзитетски професор, значи зборуваме за пристојност, дури зборот политичар потекнува. Има некој потекло од по-лајт пристојност, така бе не велат французите. Второ, затоа што е лидер на политичка партија, ти си новинар. И трето, затоа што утре за утре ќе има и поголема одговорност. Неговата партија е тука, тоа е факт. Сега, можеме ние да дискутираме за многу работи, меѓутоа ова вчера не беше во ред. Понатаму сметам дека ако еве нешто можеме да кажеме за нив како структура, како партија во левица, ги забележавме. Кога си мал, те забележуваат овакво и сега треба да видиме што нудат. Против сум демонизацијата на левица, ќе кажем и зошто. Затоа што во историјата на Македонија имаше една партија која што беше многу демонизирана, ВМРО ДПМН на почетокот, меѓутоа еве гледаме дека таа демонизација била вештачка. Некои луѓе мислеле дека со демонизацијата ќе изфрлат таа партија од спектарот, условно кажано, наместо тоа овозможи едноставно ВМРО ДПМН политички, кадровски, идеолошки секако да порасне и да се таблира во една друга партија. Може би таква врвица ќе има левица, може би нема да има, но демонизацијата не е во ред. Сега вака, мене ја еве да ти реплицирам во однос на демонизацијата, се согласувам и сум се согласувал со тебе во однос на ова прашање дека не треба никој да се демонизира. И левица во ова студио и во овој медиум добила простор повеќе од било кој медиум во Македонија каде што добила. Значи, тука добиле простори представници, пратеници, Апасиев бил гостин во Лидер, не сум го правил интервјуто, колегата Иван Лазаров го правил. Значи, левица добила максимален простор. И на нашиот максимален простор, и на нашиот демократски однос кон нив, тие ни одговорија прво со навреди од... Уште едно да кажем. Уште едно да кажем. Се тоа работа започна пред некои 3 недели и започна ради една глупост не од наша страна, односно тоа со возилото на тој човекот што бил во обезбедување на Апасиев. Што се случи сега? Гледачите должни се да знаат, извини Бране, имаме време за све. Не, ќе го продолжиме интервјуто. Значи, што се случи? Вечерта Лјупчо беше под своевиден притисок кој што стоички го одби, неколку пати ми се јави во ние едно време. Мислам дека ги вознемиривме нашите семејства дома заради глупости, затоа што нема пиар служба, ми се чини, која што постои во Македонија. Особено за СДСМ, тука станува збори, пријателите што ги имам од таму. Од политички партии, од власт, од опозиција. Од Министерство за внатрешни работи. Значи, па дури почна се јавуваат и некои чудни ликови со муабет кој Лјупчо, еве го фативме, ова мора да се објави, затоа што ако ова се објави, ќе му падне рейтинг едно друго. Тука беше, мислам се сеќавам, со одбиено со акламација. Значи, ја викам прво, нема да вериш, шоферот на Ова не си го видел. Значи вакви глупости ретко се случува. Ја на од мојот 11 пријател до 2 телефони. На мојот пријател од СДСМ ми се јавува и ми вика, значи, сега да не го именувам и него, небитно ми се. Еве вика, гледаш,
овие медиуми го пренесуваат, вие не го пренесувате, вие работите за Апасиев и докажи ми дека не работи за Апасиев. Му викам, значи, ајде, викам, значи не, не се филмајте, викам, не работам за Апасиев. И сега што се случува? И покрај тоа што одбиваме да го објавиме, следниот ден веќе се крева тема да нема медиум кај што не е објавено тоа. И викам, но вие објавете го, но викам, оградете се максимално, стајте овој, оној, цитирајте, прашалници, испратете, викам, прашање до левица да им даваме све, комплет професионал. Новинариве го прават тоа. И на тоа Апасиев одговорница после вика Љупче Златев го објави 10 минути, вика од која се деси и ја дека сум бил на Оливер Спасовски. И ја вака, седам дома и викам, добро, дали е нормален овој? Цела ноќ се расправам со 500 будали, од 500 страни дека тој е небитен. Викам, зашто да го правиме славен, некој си шофер на Апасиев или што и да е. Мада после видов и каква кола возил, не е случаен дечко тој, но небитно. Но небитно, значи сакам да кажам, во тој момент тоа не ми изгледаше атрактивно и следев конзервативен пристап. Гадост е, не објаваме гадост. Апсолутно. И следев конзервативен пристап на проверка на одредена информација, на која излезе више сегде, викам сега, па непрофесионално е да го криеме. Има тука и една друга димензија. И на сето тоа ми одговори така. Небитно, значи ја пак ја кажам, суштината на постоењето политичко е да се соочиш со факти и со аргументи. Ја еве пак ги повикувам да се произнесат. Зошто обезбедија кворум за лицата со... Дали тоа беше пазарот со СДСМ за овој нивниот абсурден закон да помине? Љупчо. Значи, тоа дека они со опозиција не спорно. Ај са и ние да бидеме искрени. Факт е. Ама сега види. Факт е. Им проаѓа каква опозиција е тоа? Зашто на ВМРО ни еден закон не им проаѓа? Факт е дека со опозиција. Еве, ајде да видиме дали сега СДСМ ќе го изгласа нив законот за ослободување на уставобранителите. Значи, мојот, ја вака гледам. Знаеш, како беше неситната гората. Сега, ај сега. На кому му користи сега демонизација на левица највише на СДСМ? Они сакаат да стават клин во опозиција. Едно закони гласа вчера. Абе, батали глупости. Пред да гласаат влада, заедно гласаат. Ајде да се вратиме на клучна тема. Значи, извини, вака. Извини, не, драго ми. Имаме тука. Значи, клучна тема е следнава. Што доби власта со ова? Значи, колку влагаат, толку излагаат. Па сега така е. Стојба да ќе видиме до крајот на расправата. Така, одека пазарот... Ај прво, кога е гласањето? Првото гласање. Значи вака, има 4 точки. Вчера ја читав Ана Павлова Данева, професорката, она одговарајќи на прашањето и што добија овие некои од новинарите, колегите, пишал на Фейсбук и што добиваат овие, толку им влагаат, толку излагаат, и Ана Данева, поранешната подпредседателка на СДСМ, вели на тоа, па вика, добиваат да се дешава нешто. Да, може да се каже вака. 4 точки има на седницата: разрешување на министрите од алтернатива, затоа што овие другиве сами поднесува оставка, алтернатива ги разрешува. Ковачевски така што тука малку терминолошки треба да се прецизира, алтернатива не излезе од владата, туку е набркана. Да бидеме вака реални искрени. На клоци, набркана, затоа што достави решение за разрешување со кое што не се слага. И таа точка започна, има голем број на пријавени, да не кажам скоро сите од ВМРО, левица има се пријавени двајцата и нешто има од албанскиве алтернатива, да, веќе збореше една колешка. Не има ограничување, узвери класично 10 минути. 10 минути, класично реплики, контрареплики, така да сега за сега 4 говорници помина, ќе потрае, ова само зборам за првата точка. Значи може да не заврши прва точка. Апсолутно мислам дека нема да заврши. Па потоа оди назначувањето на министрите, па разрешување на заменици, па назначување на заменици, ќе потрае. Стручни служби во собрание, викам, ако се влече, како што очигледно се влече, ми рекол дека би можело да потрае 2 недели ова. Наша задача како опозиција е да го разлечеме ова. Тоа е нормална со цел да те кажете кои се тие слабостите и така натаму, не заради некој игра. Што е чудно, однос на оваа точка за разрешување на министри од алтернатива, вчера
Значи ние како материјал добивме само едно ливче каде што премиерот бара разрешување и толку, нема никакво образложение, наведени тројца министри. Нема образложение никакво да предлага министрите да се разрешат на првата наредна седница. А инаку порано поинаку било така. Ма види, Бране, но не демократското- може да демантираме па се од друга страна дека премиерот нема право да ги разреши на Не бе, таков има начин. кога сака. На тако, он може да даде предлог апсолутно за разрешување на министри реконструкција, тоа не спорно, меѓутоа демократијата подразбира дебата. И тој во експозето се зборуваше за се и се што освен Зашо не ги бива Не. да. Ова се знаеш малце љупче остатоци од социјализмот. Значи, ја би го направил пофлексибилно, ама се тоа е тоа. Така е законот, парламентарната, да, точно. И она што мене лично вака се во контекст на ваквите поставеност на законите во Македонија беше причината зашто ги разрешува. Дури да е политичко, окей, да излезеш да кажеш не се согласувам со алтернатива, тоа се нивни кадровски решенија, ги разрешувам. Меѓутоа тука ќе се постави прашањето за заменик министерот за култура, кој што исто е Од алтернатива. од алтернатива не е разрешен. Па тука ќе дојдеме до пазарот со еден пратеник од поранешно од алтернатива, сега независен и шпекулации дека е негов близок човек и затоа не се разрешува за да гласа за владава да имаат нели еден Зборуваме за овој скендер и скендерзијат. Чекај се. Значи се си правим штега, Бране. Значи сега, ако да речеме Бране Петрушевски, со граѓани сте, испиеш кафе со Димитар Ковачевски тач и речеш, еве, ја ќе гласам за тебе, меѓутоа тоа е цената. Љупчо Златев го правиме заменик министер за локална самоуправа, наместо Жоро, тоа место е за новинар, веќе Така, готово. може. Минимум е тоа, што така? Јас Како е кој тоа ќе еден зона пратеник? со МЕП со заменик директор. Значи вака се, ако више ме продаваш да ти кажам, Скапо да се продаде за Не, разлика не, знаеш што? од другиве. Значи, сакам да го ако- доловам абсурдот. ако виж- Сакам да го доловам А абсурдот. на собранието е математика. претворено во Да. пазар, меѓутоа ефтин пазар. На стари работи кај нас у Куманово викаме бувљак. Предпоставувам и тука исто се вика. Како си викал кавадарци? Добро. неаме ние. Значи, ефтина Вие немате ефтини продажба, пазари. односно купопродажба на на пратеници. И тоа се работи и во моментов. Значи, тоа се главната преокупација на владата овие денови е да купи што повеќе пратеници. Се купува дел со влијанието, дел со именување на функционери, дел со како што доаѓа до мене информации и со буквално кеш пари за поддршка на влада. И тоа е целиот целата баналност на целиот овој наш систем. Имаме сега тука една друга димензија. Значи, они со сите можни политички калкулации кои ги прават, пак дека тешко изнад 65 ќе отидат. Да, значи ќе дојдеме до истата бројка од бројка од претходно, само се сменети актерите внатре во владата. Па зошто се замараат? Еве, мене тоа уште ми Не кој е? сакав да прашам каде е звездата на претходниот преводен рок Кастриот. Кастриот Реджепи, барем вака досега, за некој не можеме вака да видиме сигурни, пошто знае во последен момент да се прешалта. Добро. Меѓутоа сега е со огнените со Изет Меджити. Дали проверивте срцето кај му е? Тоа е многу битно пред гласање за влада. Тогаш се 4 огнени, ако е со Не, тој Изет една пратеничка кој Джаджико и Изет Меджити. Барем јавно што излегува, се шпекулира дека имаат уште пратеници во поддршка на огнената, меѓутоа сега не можам да кажам Значи, затоа што не огнената се група, доколку е јавно. повеќе од овие тројца, огнената група може да предизвика лесно и пат на владата. Па јас мислам и тоа е тригерот зашто го почна ова со Алијанса и мислам дека е на иницијатива на ДУИ. ДУИ не може да ги контролира пратениците од огнената група и со тоа ја губат владата, односно мнозинството. И мислам дека е тригерирано од ДУИ и завршено како процес од ДУИ за да влезе Алијанса која што нели има 8 пратеници, надевајќи се дека во меѓувреме ќе ги испеглаат односите и со другиве политички. А можно е пратеници од, извини, само што во Ивици тоа стам тебе, можно е пратеници од Алијанса да не го поддржат ова дел? Имајќи го во предвчерашниот ден, не. Затоа што беа сите тука и едногласно компактни беа гласа за се што е. Не бе сакав да прашам дека треба да се внимава што гледа жена му на Кастриот вака на телевизија и тоа периодот. Исклучете го телевизорот. Исклучете го телевизорот. Еве, Изет Меджити, доколку не слушат, исклучете го телевизорот, ве молам. И со срцево да видиме И како. ухапсите тог Ројтерс, што би рекол Слободан Милош. Не, но види, значи добро се очекував една сепак, еве, зборуваме
Алтернатива е без партии во настанување, Алијанса е малце потврда, тоа е на бивше на ДП, така е за суштина, да. Така што тие кадровски гледано, да. Да, меѓу дисциплината таму е подруга, зборуваме партиски, но не ми јасен потега од тебе почнавме зона Демократски сојуз не припаѓаше никако идеолошки во владава. Алијанса па дибидус, еве како да кажеме, затоа што Не, добро. издржаа толку години. СДСМ Ово стратегиски не е јасен потега. имаше Драган Милосавлjević, колегата, една одлична анализа на тема, он вика СДСМ за власт не ги бива с подолго време, ама како ги бива, вика, да ги зафркаваат алијанси, алтернативи, ЛДПиња, домови, Павлиња и така натаму. Тоа е проблемот. Проблемот е што еве сега, Алијанса на албанците 5 години цврста опозиција во државата, нели излегува од владата на Заев, па тука се случува се и се што и сега пак влегува во влада на крај. Истата таа па. Мислам, има ли смисла веќе Нема. ова? И друго што е сега, како може да зборуваме за демократски принципи. од нивните гласачи им е даден врз база на тоа дека се опозиција на ДУИ. И тие, да видиме, реални, имаат сериозни изјави и отворено сериозни скандали направени од страна на владата на ДУИ, со сериозни критики, како што рековте, издржава овие 5 години. И на конто на тоа ја добија довербата од гласачите, за да сега ја продадат за, не знам дали следете, вчера подпредседателот на ВМРО Павел Александар Николовски изнесе сериозни обвинувања лично до Таравари, кој што ете вчера се обиде некако да ги демантира, меѓутоа повише да вака во еден стил за него препознатлив, благ и мек, без да одговори на суштинските прашања, тоа како Таравари купува куќа во Тафталиџе за багателна цена. Второто прашање е дали воопшто и таа багателна цена е извршена исплата од негова трансакцијска сметка. И трето, како баш куќата да ја купи од еден пратеник на ДУИ, што исто така многу сомнително. И четврто, не можејќи да го препознаеме овој новиот, овој Таравари сега, претходниот Таравари, доктор, разумен политичар со добри ставови, одеднаш почнува да зборува за радикализација на албанци и слично. Дали намерно го бойкотираше Села во Тетово, кога беше Села председател на Алијанса за албанците, за да изгубат, за да ја преземе партијата и да го направи овој пазар. И ова се сериозни обвинувања кои што вчера од председател на најголемата политичка партија во Македонија бе изнесени на јавна наговорница во собранието. Зарем куќа на Таравари вреди довербата на албанските опозицијски гласови во Република Македонија. И тука можеме ние да зборуваме за демократски принципи, веќе и мисловно име во Република Македонија, меѓутоа жално е до кое ниво веќе доаѓаме. Која ќе биде суштината на Алијанса да излезе сега на избори и да вара доверба? Петрушевски вага се. Тој е председател на партија со 8 пратеници. Тој е доктор во клиничкиот центар и тоа е градоначалник. Крајно почитуван доктор. Тој е градоначалник на една, па не е Гостивар, мала општина. И сега кога дошол за куќа да се продава, па знаеш дека ти немаме, значи како доктор е неспорен тука, да немаме дилеми. Никој тука нема дилеми. Апсолутно нема спор. Но да се вратиме, ама сега стигнал човече за куќа да се... Не, знаеш што е чудно. Не разбирам, не го разбирам. Чуден е идеолошкиот дел по мене. Чуден е идеолошкиот дел затоа што, како да кажам, малку е... Значи, не разбирам една партија која што издржа толку долго време и се сеќавам под кој притисок беше она во Гостивар. Да. Оние тепањата на локалните избори. Не. Се сеќаваме како Али Ахмети лично одеше таму, зборуваше дека македонците не сме да одлучуваат кој ќе биде И најинтересното од се, да. Гостивар без ВМРО ДПМН, Арбен Таравари никогаш немаше да стане. Последното не ми се допаѓаше не ми се допаѓа ни овој Муабетов, не му личеше Муабетов ова за радикализацијата, посебно во еден момент
Бране, ти доаѓаш од една општина која што етнички мешана е. Така е. Не се македонци и албанци, туку нема што нема, мислиш. Македонија во мало, да речем. Македонија е мало, дури турскиот го ставивте како службен јазик. Српскиот, Јасно. ромскиот. Бране, уште останувате вие во коалиција со Таравари во Гостивар, како е тоа се? Па мислам Ќе дека одлучат таму. ќе одлучат органите на партијата Точно. таму. Сега, види, тоа е локална политика и Тоа не е знам друго, колку е Точно. релевантно во целава суштина. Локална политика си е локална политика, Лјупче, тука, знаеш, понекогаш имаш и чудни коалиции кои што Апсолутно. вака не од Скопје не делуваат разбирливо, меѓутоа таму во контекстот делуваат Сепак во контекстот на тоа дека стана човеков дел од власта, веројатно сеќа може да се земи од СДС советници, од ДУИ советници. Доколку тоа се случи, предпоставувам, сега не знам, немаме донесена одлука дека ќе делуваме како опозиција во Гостивар, меѓутоа сепак да почекаме официјално да изградиме Да. став. Но прашањето е овие најави кои што се еве сега, па некои карти излегува едно друго. Сигурно во Куманово луѓето не гледаат благонаклонно на овие работи. Еве во најдипломатски кажем. Апсолутно. Веќе е депласирана темата на национализмот и кај албанците, ајде да се изразам така. Мислам дека помина времето на палење на такви На карти. и на играње на карти на радикализација и слично. Таравари изгуби можност да се наметне како политички лидер кај албанците со овој потек. Тоа е моје лично мислење. Мислам дека имаше шанса по смената на села да изгради стабилна структура. Има потенцијал сериозен алијанса за албанците. Има и општо потенцијал во опозиција кај албанците. Има интелектуална сила неискористена во голем број во опозицијата на албанскиот електорат во Република Македонија и мислам дека за 10 месеци, за колку што реално ќе почнат изборите, согласно она што го тврди власта, редовните парламентарни избори, мислам дека можеше Таравари со политиките кои што барем во претходниот период ги водеше и ги прокламираше како опозиција на ДУИ да биде сериозна алтернатива. Обвинување, еве сега го, што току го прочитав соопштението утро ни пристигна од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тие велат ВМРО ДПМН не гласаше за Фронтекс, застана против македонски јазик во ЕУ. Мислам, дневно политички фолклор на СДС, сакат некаков триумфализам да демонстрираат со тој договор за Фронтекс. Јас на неколку емисија го објаснувам, меѓутоа еве кратко ќе се обидам. Прво, уставна норма е да се потпишуваат меѓународни договори на македонски јазик и тоа не е ни прв пат. Впрочем, договор за стабилизација и асоциација на кој јазик бил потпишан, така да не ги банализираме работите. Сите сега, тоа е, мислам, смешно. Да, имаш одредена блокада од Бугарија, меѓутоа тоа се реши на еден специфичен начин, што можно е да не чини воедина. Што е тоа? Бугарија си даде своја објаснувачка декларација дека за нас, нели, за бугарите, македонскиот јазик е јазична норма на бугарскиот јазик и они така си го прецепираат македонскиот јазик и согласно она што све друго прифатија во предлогот нашава влада, они го дозволија или го потпиша договорот за Фронтекс. Меѓутоа, тоа врска нема дека некакво не знам употреба на македонскиот јазик во Европската унија, тоа се решава во поглавјето 34 институции каде се уредуваат тие процедури, меѓу кои и гласањето за Европскиот парламент и така натаму, и тука се уредува и службениот јазик и преведување на актите на службениот јазик и тогаш ќе може Бугарија пак, нели, доколку дојдеме условно кажано до тоа поглавје, да не блокира, да не притиска, да не уценува, така што далеку сме ние некаков триумфализам кој што сака да го презентира СДС. А второ, јас веќе кажав, ние вчера не влеговме на седници предходно за гласање за овие закони, затоа што тоа не беше апсолутно тема на денот, беше реконструкција на владата и ние тоа не беше главната тема. Еден машки муабет, овакво, односно целта на власта беше многу јасна, односно да се направи еден обид, да се направи коалиција на сите и да остане ВМРО и левица. Добро, нема партничка група, изолирани, со цел подоцна да може да тргне мелницата и од внатре, и од јавноста, и од меѓународниот фактор, со цел да се протуркаат уставните промени,
кои што не им се потребни како нешто за кое што сметаат дека кадат на избори, што мене ми е чудна стратегија, но не е битно. Па прашањето е, по вчерашниот ден, изолирана ли е ВМРО во собранието? Па сега можам да кажам дека е веќе со можност за зголемување на коалицијскиот потенцијал. Пред се мислам тука на Демократскиот сојуз, мислам тука на алтернатива, така што ни отворија простор за поголема соработка, што е добро од аспект на Беса колку опозиција. пратеници се во овој момент? Во овој момент два пратеника има Беса, затоа што нели Едниот е градоначелник, а другиот жена му гледаше телевизија. и така. Меѓутоа да не се подценува Беса, мислам дека во овој момент посебно на оние предвремени избори локални во Тетово, каде што не победија, туку згазија како политичка партија, сериозна политичка партија со исто така сериозен потенцијал, така што имаме простор да договараме и разговараме во делот на неизолација. Овој маневр не успеа. Не успе. Јас дури вака теоретски зборувано, да, они се обидува да направат, нели, го именуваат дури како Европски фронт и така натаму. Меѓутоа, во суштина, тврдам дека ова единствено е за комодитет во собранието, за да може, например, не знам, Али Ахмети да пие кафе во Мала Речица и да не доаѓа во Скопје. Тоа е суштината. Вака се многу оптеретени, не може никаде вчера многу убаво дека го демаскираше ова со Европскиот фронт. Не знам дали го читавте соопштението. Па не го читаме соопштението на Куирл. Па баш во тој финалниот дел каде што вели ние не поддржуваме никакви фронтови и поделби во Македонија според Демократски сојуз, сите парламентарни политички партии се проевропски партии, нема потреба вели да се делиме на проевропски и антиевропски. Еве јас да кажам нешто. И нема да поддржиме уште една поделба во општеството, вели во контекст дури во контекст на ова што го зборувавме нели претходно за Левица, морам да видам реален, Левица и како политичка партија и АПСИ како председател на Левица неколку пати го има слушнато јавно дека и тие се немаат против евроинтеграцијските процеси. Членство во Европскиот. Они имаат некоја анти-НАТО идеологија и тоа е окей, сега ги има сега во Европа како антимилитаристичка партија, меѓутоа во делот на Европската унија тие немаат нешто милитаристичка, сака да бидат небитно. Но во контекст на ова што го каже Ивица, во контекст на ова што каже Ивица, значи еве да земеме и дека таа теорија е теза дека ќе прават Европски фронт. Па нека управат на избори? Неспорно, меѓутоа, каде е абсурдот? И Беса, со двата пратеника, и Алијанса уште пред да влезе во владата со 8 пратеника, јавно излегува и кажа дека ќе ги поддржат уставните измени. Значи, не добија тие плюс гласови во делот на уставните измени низ призма нивна дека ете со тоа ќе продолжи европскиот процес, иако јас тврдам и генерално ВМРО да помне дека тие го блокира европскиот процес затоа што себе си се прокламираат за нели проевропска влада. Ако ги гледаме сите истражувања релевантни на јавното мислење, никогаш не бил поголем евроскептицизмот помеѓу граѓаните како што е во момент. Така што абсурд со ова влада. Мислам доколку еве да речем Алијанса за албанците толку верува во уставните измени, можеше, еве сега моја идеја или моја размислување, како може да излезат многу поубаво во оваа ситуација, да изиграат поубаво политички зборам и да се наметнат како фактор кај албанскиот блок е да ќе поддржиме владата како Алијанса за албанците без никакви кадровски побарувања. Со тоа ќе кажа дека не е личниот интерес нивен да имаат 3 министра, 2 заменици министри и 6-7 директори побитно, одошто интересот на граѓаните кои што ги гласат. Така се игра во една европска демократска држава. Ова се гледа дека е апсолутно само за интерес на десетина луѓе. Тупанчевски бил исто многу како да кажам нервозен поради ова. Имаше он една изјава, нели, као него истече изјавата за Пазар 3 влада и дека не е добро да се менуваат министри за многу кратко време, зашто со што морам да се сложам. Меѓутоа, ако имаме во обзир дека претходниот министер за правда беше исто универзитетски професор Рената Десковска. После него дојде универзитетски професор Тупанчевски.
Сега доаѓа кадрна алијанса, кој што вака има оскудно CV. Сметам дека ако овие двајца не успеа да ги направат тие неопходни реформи во правосудството, во правосудниот систем генерално, тешко за очекување дека за 10 на месеци кадрот што го понудил алијанса може да направи некаков исчекор. Што се случи со професорот? Па мислам дека го искористија само во дадениот момент за нивни политички потреби и толку. Тоа е лично разочаран. Сега реално не можеш да очекуваш дека за помалку од една година министерување може да направи некаков белег. Но влезе онака юристички, дури како млад партиски влезе и да бидам реален, кога се бидеше владата, немавме основа како политичка партија или како опозиција да го критикуваме изборот на Топанчевски за министер за правда. Дури дел од можеме лично да кажам дека професорката Гордана Силјановска говореше со пофални зборови за Топанчевски, дури го пофали и изборот, што е окей во една демократска дебата, меѓутоа сметам дека од денешен аспект професорот сватил дека бил искористен во дадениот момент за пиар потребите на СДС и ништо повеќе. Суштински не успеа да смени затоа што, да бидеме реални, од еден човек не може да се очекува ништо ако нема поддршка од тимот кој што стои за целата влада. Посебно видел. Не, јас знам дека меѓу другото комуницирајќи со тебе, една работа која што онака за мене беше барем интересно онака да видам, е фактот дека како што слушнав тој сакал да дискутира со вас, еден од ретките политичкиот диалог во смисла дека бил на едно повисоко ниво, тоа сакал да. Точно, еден од ретките министри кој што сакаше да слушне мислење од опозиција, прифаќаше сугестии од опозиција, неколку закони, па пред себе да го споменам последниот, тоа е измена на кривичниот закон во делот на усогласување со конвенцијата која што ги тангира одредени родови права. Убави дебати, убави состаноци, прифати сериозни забелешки од страна на ВМРО ДПМН, ги имплементираше и законот помина едногласно, усогласен, така што за Топанчевски можам да кажам дека покажа еден поголем демократски капацитет и диалог со опозицијата. Знаете како? За разлика од другите. Во неколку наврати го кажувам ова. Топанчевски не е случаен човек. Станува збор за универзитетски професор, човек кој доаѓа од правен факултет и така натаму. Вие го ставате министер, значи ја напушта академската кариера, нели, за разлика нели од Бојан Маричич, да речем, или од Славјанка Петровска, кои немаат никаква кариера без политика и без СДСМ. Ништо, никогаш не биле без СДСМ и без нели политиката, без партиски негде да ги бутнат, да ги вработат нешто, да работа. Тој човек бил на факултет професор, бил добар, бил лош, бил способен, бил неспособен и избране, не за разлика од Апасиев, нели, избране на правен факултет Јустинијан први како редовен професор. Или никој не спори дека вика јај сај тука кој за таравари, никој не ги спори тие квалитети на Апасиев. Па се предлага ретроактивен закон. Не, ама никој не. Ама не, сега види, не може да биде квалитетен правник и ко докторат и едно. Не може гледаме дека зараѓавале тие квалитети која човек кој човек кој универзитетски професор по право себе си се декларира така. Немаш така. Закон со ретроактивно дејство предлага во собранието, не римско право, тоа не знам, никое право на светот го нема. Прво нешто овакво вовед во правото Каролина Ристова Ацтерот што ни предавала на правен факултет, сме учеле дека ретроактивно дејство на закон не постои. И сега он предлага ретроактивен закон и ние треба да го величиме дека бил голем правен интелектуалец. Жити се. Па е. Ама зашто е? Значи за да бидеш нешто, извини вака. За да бидеш нешто, наместо да користиш погребни зборови, треба да докажеш познавање на тематиката која ја предаваш.
со дела се гледа по познавањето на тематиката. Погребните зборови не му се во ред, Чим- меѓутоа е врвен правник, Ама е фактот. врвен правник не предлага ретроактивен закон. Simple as that. Добро. Врвен правник знае дека ретроактивен закон е неуставна категорија и врвен правник знае дека со тој ретроактивен закон само ќе му помогне на Сашо Мјалков, на Орце Камчев, на сите тие кои нели се во моментов имаат некакви како се вика тоа, Постапки. некакви постапки да наплаќаат дебели оштети од оваа држава. Он одработува со овој ретроактивен акт закон за тоа да му го вратат мериот на Сашо, да му вратат тоа што му конфискувале на ово или на оној. Тоа е ретроактив, тоа е овој закон кој го предлага и сега ние треба тоа да го представуваме како врвен правник. Да се вратиме на Тупанчевски. За разлика од Апасиев, Тупанчевски го избрале за редовен професор и после 6 месеци да го враќаш ти од влада човек со вакво портфолио би рекол. Разочарувачки, сега мислам дека од денешен аспекти тој тоа го има увидено. Јас од искуството што го имавме со него можам тоа да кажам, дека покрај се Тупанчевски погажа демократски капацитет да разговара со опозицијата. Заедно успеавме да усогласиме неколку закони кои што се битни, меѓутоа изостана некаква суштинска реформа на правосудниот систем што ете можеби бил спречен од генерално од владата, можеби не нашол истомисленици, а можеби ќе оди на негово конто како неуспех во својот краток мандат за како министер за правда. Значи, генерално кадровски не гледате дека има чекор напред. Јас дури би рекол чекор назад. Ако веќе двајца универзитетски професори претходно биле министри за правда, сега со Значи, веројатно не сме во тој дел, туку и Па генерално да. Да, не само чекор напред што нема, него мислам дека чекор назад се ваквите кадровски решенија. Кога денеска продолжувате со работа? Денеска продолжуваме во 12. Во 12 продолжува точката за разрешување на Беким Сали, Алиу од администрација и заменик од на председателот на влада за диаспора. Чупи. Значи, тие се разрешени, а вие се... Сушто не се разрешени, ќе бидат Добро, разрешени. јасно, добро. Така. Разликата е што доколку самите си поднесат оставка, се констатирате. се констатира и нема расправа во собрание, Јасно. нема посебна точка. А доколку ги разрешува премиерот, тогаш оди на посебна точка и се расправа за секој поединечно. Ние сега сме во делот на Беким Сали за здравство, министерот, па ќе продолжиме со вториот, со третиот министер од алтернатива, така што ќе има, ќе трае. Веројатно во текот на овој период ќе добиете и за заменик министерот за локална. Сега и Зоран Димитровски веќе е надвор од владата, така. Предпоставувам дека доколку оди со оставка нема да има расправа, доколку јасно, ќе видиме. Она што исто сакам да го истакнам во делот на јас цело време зборам за некои демократски принципи, ако во Македонија не знам колку е вредно да се зборува за тоа. Искрено јас вчера очекував за министрите од алтернатива да дојдат во собрание затоа што имаат право. И да ги искористат 15 минути да образложат, односно да си ги истакнат своите успеси да го имаат и несогласувања со одлуката на Тупанчевски ќе премиерот. дојде, мислите? Не, Тупанчевски веќе е констатирано нема да дојде и го известил председател на собрание дека нема да ја образложи оставката. Туку само да ја поднесол писмено. Значи Он имаш кажа право, дека Пазар не мора. 3 било Па ретко бил начинот. Знаеш што, ретко се кој- случува, ја мора ова да го истакнам. Ретко се во Македонија да се искористи тоа право за 15 минутно обраќање во собранието кога те разрешуваат или кога поднесуваш Трајко Славевски оставка. од Да, Лига. сакав тоа да го напомнам, но само се сеќам професорот Трајко Славевски го искористи тоа право и вака и беше доста вака интересно во тој момент, особено што доаѓаш од иста политичка партија, нели, од ВМРО-ДВМ. Сега имаме министри кои се од друга политичка партија, меѓутоа не го искористија тоа право да се обратат и да развиеме дебата. Можеби Инаку да не испадам погрешен, јас мислам дека и Љупчо Златев и
Зоран Димитров ги заслужуваат многу повеќе од заменик министар. Не, Делам јас твоето- го делам твоето дека мислење. имаат многу поголем Јас, капацитет. еве, на било Да си која кажам. политичка партија, на било која влада, да ја кажам дека јас се испод директор на Агенција за национална безбедност не прифаќам. Значи, вака да, Чекај, да бидам... Вака, ЗНМ го држи и местото финански директор во МЕПСО, така? Не, ЗНМ е сериозна организација, немој те молам. па не, како ЗНМ да си кажам? поведе во статутот дека овие што стануваат функционери по дефолт им престанува членството во ЗНМ, па дури поради ова, покрај сувото горе и сировото што велат, изгоре дури они у надзорен одбор на МИА и директорот на МИА изгубија право на членство во ЗНМ поради овие работи, иако МИА па е новинарска куќа, но едноставно се стави секој што е именуван. И ова е глупо од партиите, ќе ти кажам што е глупо. Глупо е во тој надзорен одбор да ставаат новинари. Абе Тие добро. надзорни одбори се ставаат политичари кои што имаат јасни демократски. Не, имаш една друга димензија, поради тоа што сега ќе ти кажам. Ми е многу специфична тематика. МИА е државна новинска агенција. И сега кој подобро може да ја контролира државната новинска агенција од искусен новинар. Знаеш, има и тука една има една вистина и во таа работа. Така што не е баш црно-бело и не се само новинари, нели? Во тие, но има и по еден, по двајца новинари. Истото важи и за програмскиот совет на... Но таа политика на ЗНМ, сите функционери именувани од влада, од собрание, под дефолт да им престанува членството, важи дури и за овие за кои според мене не би требало да им престане, а камоли за тој од МЕПСО. Така што тоа е навистина паметна политика. Бране, ти благодариме нешто за крај вака? Благодарам на поканата, ја секогаш ми е драго кога сум во Радио Лидер. Мора да истакнам дека таква ми е биоритамот покасно станува затоа што покасно и легнувам и овакви утрински програми малку ми се потешки затоа што и патувам од Куманово, ама за Радио Лидер во секое време и последно што исклучително ве почитувам и Златев и Ајде се Бос. надеваме дека денеска нема да терате до полноќ. Да се надевам. Кога заврши? Вчера порано завршиме во 18 така да пристано време ќе Од видиме. Куманово малце се патниве трошкови, нема нешто. Нема таму, не сме ни атрактивни во тој дел. Не сме ни атрактивни во тој Значи, дел. тебе го кае, нема... Не. Воз има шо? Нема Све. Има превоз, има не спорно, меѓутоа не сме. Еве имаме порака од читател вработен на факултетот Јустинијан I, се надоврзува на она што го говоревме овде, вели да присуствував, вели, на одбраната на докторската дисертација на почитуваниот Апасиев. Многу интересно е, според тврдењата, нели, на нашиот слушател, дека членот на комисијата на одбраната на докторската дисертација, Гордан Калајджиев, по завршувањето на одбраната изјавил, цитирам, јас положи докторат во животов не сум видел. Ова е интересно. Исто така, вели, Апасиев е некаков интелектуалец, но научен труд подалеку од Ниш нема објавен. Ќе викне Слијановска во студиото, ама ќе ни објасни она. Да, и за Ниш, и за други веражи. Тоа што Силјановски има објавувано сега. Стварно баш ќе проверам во оној индекс вечер, да видам каде се има трудови, да видам можеби нашиот извор од правен факултет греши. Не може сега нели да тврдиме, ние сме сепак сериозен медиум, Јас но бирам, а и со Гордан оглед ќе на прашам, тоа види. дека не сум го чул да зборува англиски јазик, а англиски јазик е еден од суштините за да бидете, нели, меѓународен интелектуалец, останува да видиме. Шпански зборови или Останува, арапски? па добро, па. 6 јазици има Обединети нации, пази. Француски, знаеш, тука има германски јазик на... Исто и во Ајва, сивито во као собранието Кумановски нема зет. стајано дека зборува Као Кумановски земја да ти англиски. прашам, попушти во Куманово лодното или уште е 5 степени полодно од Скопје, као што се знае? Не, добре се, добре. Сега е добро. Попушти се, така. Тука сме со температура со Скопје.
Лјупчо, тоа е неверојатно во зима, значи секојаш 5 до 10 степени е постудено, и ветер знае да дува по тоа полето. Посеверни сме ни. Северни се. Па види, на времето Северна Македонија беше Куманово и останува, нели? Па така е сега, Така кога е, учевме јужна ние, е, нели, јас сум роден во Куманово, Куманово се наоѓа во Североисточна Македонија, и сега како геш во Северна Македонија. На северот од Северна Македонија, од северот на Северна Македонија во утро ни дојде Бране Петрушевски да ја брани Македонија. Јас сум Лјупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски. Затоа што на пузот имавме интересна песна и за крај една песна која ја изразува програмската определба на Радио Лидер.